Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јован Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници, Facebook пријателки и пријатели, во наредниве 50 на минути ќе говориме со нашиот и ваш гостин, господин Сотир Костов, поранешен обвинител, политички аналитичар и колумнист, кој, како што рековме, веќе го приметивме дека е во студиото на Македонски корени, односно во чекалната, и во овој момент го покануваме да ни се приклучи овде во студиото. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Сега ќе провериме. Господине Костов, добро ви утро и добри дојдовте на Македонски корени. Не ве слушам. Очигледно имаме проблем со звучниот сигнал. Да си речеме добро ви утро, господине Костов, и добро дојдовте на Македонски корени. Добро ве најдов. Добро утро и од мене, господине Костов. Верувам, Да, нема проблем веќе. Продолжуваме со прашањата. За време на најтажниот и најтежок ден за македонците и македонските православни верници, денот на распетието на нашиот Спасител Исус Христос, министерот за надворешни работи Бујар Османи говореше за уставните промени. Како гледате на неговата одлука токму на овој ден, погазувајќи ги верските чувства на македонскиот народ, да не подсетува за постапката за менување на уставот која е на штета на македонците? Бети не гледа многу добро ја тој негов чин и гест, од причина што очигледно момчето покажува дека нема политичка култура, и во дефицит со домашно воспитување. Сепак македонците, не сепак, него факт е дека македонците се државотворени најброј народ во Македонија, и ако ништо друго во ред е некои најголемите празници да не ги почитува. Еден од најголемите е Великден. Тој се одлучи на Великден да ни држи лекции и да ни кажува што да правиме, што да не правиме, или ако не правиме тоа што тој сака, дека не чекат лоши денови. Нема, тоа е срамно, тоа е немање политичка култура, и како што реков, домашно воспитување, и од него и повеќе не сум очекувал. Така да го осудувам тој начин на однесување на нашиот Велик ден, и што знаеш на човека со сила можеш да му земиш, да му даеш немаш. Така да. Ненародната влада на Ковачевски ги спакува 9 предлог закони поврзани за скандалозниот проект Коридорите 8 и 10D и на брза лента ги пушти во законодавниот дом, користејќи група пратеници од парламентарното мнозинство. Зошто владата ја искористи народната проговорка кога имаш маша, немој да ги гориш прстите, и сега од позадина притиска што побрзо да ја поминат собраниската процедура и да се изгласаат. Си ги измили владата рацете исто како и Пилат, кога одлучи да го предаде нашиот Спасител Исус Христос во рацете на заведениот народ? Многу убава пословица изрека користиш, ама знаете како водата мие се, ама обрзот не може да го измее. Да, факт е дека рацете може да ги измее, ама не секој пат. Кога се работи за држава, кога се работи за татковина и кога се работи за национални и државни интереси, тешко дека водата може да ви измие. Инаку компарацијата или метафората со Пилат би сосема на место. Пете ви кажам, ова власт е во хаос, власта пропаѓа се подлабоко во гливот од политика што таа го направи. И едноставно мислам, што и да направи, не може ни раци да измие, ни ништо да измие. Едноставно се повеќе пропаѓа. Овие 9 закони се против националните и државните интереси, или е по народски да кажам против интересите на граѓаните, од причина што треба да премостат некои дупки што ги имат во тие нивни тајни договори, да може странскиот партнер да биде заштитен само интересот на странскиот партнер. Тоа е срамно, тоа е бедно, тоа е јадно, и мислам такво нешто ќе биде спречено со брзиот пат на владата, дали на предвремени, дали на времени избори. Овој срамен договор нема да се реализира. Мене ми мириса ова од поранешните договори што се направија на штета на Македонија. Само му деве да ги спомнам неколку. Тоа е ОКТА, тоа е продажбата на Телекомот, и за едните и за другите имаше и судски
процеси, имаше арбитражи, ама секој пат на штета на граѓаните на Република Македонија. Време е да престане да спречиме таа штета, од причина што секој динар е за нас многу битен, а гледаме во огромни милиони ќе се одлева во странскиот субјект кој е требало да биде заштитена неговиот технологија и начин на работа, а обичните граѓани на Република Македонија, замислите, не требале да бидат запознаени со таа технологија. Срамно. Експертската јавност е на став дека пред да влезат во собраниска процедура 9 предлог закони, потребна е и јавна дебата, бидејќи носење на закони по на постапка е најголемиот извор на корупција, барем од досегашната практика, како што и вие рековте. Кој е вашиот став? Се согласувате ли со експертската јавност, бидејќи и вие доаѓате од таа експертска јавност? Како вие ги гледате ваквите предложени законски измени? Секој пат сум се залагал за стручна експертиза кога е во прашање политиките за развој и напредок на Македонија, па и овој пат стојам на тоа становиште и не можам да не се согласам со мислењето на најголемиот, би рекол, дел од експертската јавност. Тук таму се јавуваат некои заталкани чеда кои ја поддржуваат владата, но тие се бројат на прстите од една рака. Мојот став е познат. Овие вакви предложени законски измени не поддржувам од причина што се во интерес на странски субјект и, како што реков, против интересите на нас граѓаните и на нашата држава. Едноставно, владата грешките свесно, тврдам овој пат се свесно направени, но биле неуки дека договорот не им е доволен, па сега им кажеле за стартирање на договорот дека... Ало? Да. Продолжите. Дека треба и законски измени и сакаат на брзина да направат измени. Не поддржувам вакви измени, бидејќи се неуставни и незаконски и едноставно тие не треба да се случат. За сега, владата останува на ставот дека договорот со Бехтел и Енка ќе остане тајна и ќе се крие од очите на јавноста, но и од очите на пратениците и експертите. На ваков начин ли владата ја разбира транспарентноста со која се фалат дека биле многу транспарентни во сите процеси? Каде е исчезна дискусијата со пошироката јавност? На кој начин планираат пратениците од водачкото мнозинство да ги изгласаат овие законски измени без да го погледнаат договорот? Со кој ум ќе гласаат, имајќи предвид дека тие се избрани од народот? Дали треба изошто да се избегнува носење и закони и законски измени по скратена постапка, особено без претходни дискусии со експертската јавност, но и пошироката заинтересирана јавност? Па видите, ви кажам, на дело пред нас инфлагранти имаме сета нетранспарентност и сето лицемерие на ова власт. Значи, тие само декларативно во своите говори се транспаренти, а во своите однесувања и во своите политики се крајно нетранспарентни, дури би рекол и тајни. Едноставно тоа е неконзистентно однеснување. Едно зборуваат, а друго прават. Секој пат тоа што го прават е на штета на Република Македонија. Мислам дека овој пат се прочитани на време, откриени од свиткачи, делови од таквите од договорот срамен и штетен за нашите државни и национални интереси излезе во јавноста и едноставно тие нема да можат да го решат. Како и да пробат, тие ќе бидат заглавени во лавиринтот од промени и од незаконско и неуставно работење и било што да го направат на еден правно силежиство, тоа ќе падне пред секој судска постапка во домашните институции и меѓународните. Уште еднаш, бидејќи се работи за голема сума пари, бидејќи се работи за граѓаните на Република Македонија, кажувам дека ова е штетно, ова не треба прво да помине, а доколку помине треба да биде санкционирано во судски постапки. Еден од предлог законите е оној за 60 часовна работна недела, поточно барање за измени во законот за работни односи. Кој е вашиот став за овој предлог закон? Дали владата се обидува да ја заобиколи ланската одлука на Уставниот суд?
Какви се вашите очекувања? Дали овој предлог закон ќе биде изгласан од парламентарното мнозинство и ако биде, како ќе реагира Уставниот суд доколку повторно се најде пред уставните судии? И како гледате на изјавите на вице-премиерот Артан Груби, првиот заменик на насадениот премиер Ковачевски, дека тие од владата се консултирале со уставни експерти и поранешни уставни судии? Па ви да ви кажам, овој закон е враќање во 19 век, дори би рекол и подалеку, во црниот темен среден век или да не речам во детенско општество. Ова е се на грбот на и така намачениот, и така изневерениот, излажаниот и оплачканиот работник во нашето општество, поточно во нашата држава Република Македонија. Ова е најголемиот срам што досега сака една ненародна власт да му го направи на граѓанинот, кој е заштитен со устав, кој е суверенитетот на оваа држава, ама еве воопшто не почитува на државата. Значи сака да му товарат часови, а и така е малку платен. Но во суштина и не е само тоа. Во суштина е ќе се воведе работна сила од страна да работи повеќе, а за многу помалку и од домашните платени. Значи ова е груба експлоатација на обичниот човек, па без разлика дали е македонец или увезен. Ова е ништење на човечкото достоинство и во тоа се гледа дека на овој испит дебело паднале Груби и бандата, од причина што прифатиле се што странскиот субјект и партнер им кажал, и замислете се ќе важи во случај на спор само странското право, англиското, шкотското, а не македонското. Па тогаш каде е интересот на Македонија? Зошто ние немаме законодавство, ние немаме уставен систем? Така да многу лошо гледам на ова, огорчен сум, против ова сум, би дал се ова да биде спречено, а иначе нема да ме прашувате за уставен суд, ние и така немаме уставен суд, ние имаме уставен суд без уставни судии. А па во тој дел каде што ги имаме, тие си се под капата на власта и они многу добро си функционираат, кога треба да се ги зголемат платите, одат дури до 78%, а немаат, и пазите, имале пари во буџетот, а немаат пари во буџетот кога треба по 1000 2 или 3 да се зголеми платата на обичните работи. А оваа власт, не сакам да зборувам за нив. А тој Артан Груби, ме молам, немај многу да му даваме значење од причини што прво тој има една измислена функција, не постои ниту во уставот, ниту во еден закон, прост заменик на премиерот, а убаво кажувате, браво, лауда вие, дека ова наследен премиер, не поминал избори, току ете така го устоличија на 2-3 после абдикацијата на Заев, и ова двојка е најштетната политичка двојка во историјата на Република Македонија. Не прифаќам ваков закон, не можем да предвидаме. Ово мнозинство може се да направи, кога е во прашање да се нанесе штета на Република Македонија, па ето едноставно могуче и да им помине овој закон, ама верувајте ми, јадот, чеверот, незадоволството, бесот се зголемува и ви тврдам дека овој пат граѓаните не спијат, овој пат граѓаните заинтересирани да се ги зачуват своите интереси и нема баш така лесно да поминат овие работи. Ние ќе пробаме да не го споменуваме многу него, меѓутоа неизбежен е, бидејќи во се замештано. Изгледа прстењата длабоко ги мрцна во медот. Јон, ова е моје мислење, не мора да имам слушате. Вие сте новинари, вие мора да пренесувате, да информирате и вие многу добро си ја терате работа. Господине Костов, вие доаѓате од правната фела и сте запознати со правните аспекти кога се работи за склучување на договори, дури од ваков тип кога од една страна стојат фирми, а од другата страна стои државата. Дали според вас ова што го направи владата, а минувајќи на барањата на фирмите Бехтел и Енка, договорот треба да биде деловна тајна? Што се крие за вака подпишан договор, особено кога се знае дека Бехтел важи за една од најнетранспарентните компании во светот и дека нивните проекти секогаш завршуваат со 40% повеќе од првично договорената сума. Дали со начинот на подпишување
на договорот и со преземање на обврска преку итна постапка да се променат некои суштински одредби во некои суштински закони, всушност се навлегува во рушењето на македонскиот уставен поредок. Спрема вас, кој е привилегиран во тој случај, а кој е оштетен во случај на евентуално рушење на македонскиот уставен поредок? Вака Јон, значи, ние сме република, државното уредување. Тоа доаѓа од латинската республика. Тоа е, значи, јавно. Пред народот се работи јавно во демократски услови, а згоре на тоа не сме парламентарна демократија, значи не е дозволено според нашиот устав и според нашите системски и обични закони да се кријат договори од витална важност за републиката, за државата, а особено волку вредни изразени во милиарди евра или долари. Ако не се лажам, колку беше 1,3 милиарди. Значи, очигледно не смее да има тајност и криење на одредбите од договор. Сега, тој фамозен Бехтел и Енка се многу добро познати. Тие се за мене компанија со големи опашки, ама, пазете, тие се многу мудри, тие имаат изворено умешни преговарачки тимови, нашле интерес во Република Македонија, нашле коруптивни политичари, договориле што договориле и сега, пазите, тоа мора да остане тајност, бидејќи е само во интерес на едната страна, а тоа е странската фирма Бехтел и Енка, а е на штета на втората страна, а тоа е Република Македонија. И многу јасно дека сега тоа треба да се скрие. Инаку, точно се констатациите дека ова е нетранспарентна фирма и дека нејзините проекти од првично договорените не само 40%, знаат некој па тоа е во просек, знаат додати до 60-70% со разни анекси, приклучување, измислување на нови услови и така натаму и така натаму. Овој пат ако тоа ни се случи и ако ние ово го прифатиме, ние финансиски ќе банкротираме. Ова треба да биде спречено и едноставно ќе се тргне од почеток. Зошто само се подпишуваше пред камера, а не се кажа барем рамката, содржината, што е подпишено или зошто само обврски за нашата страна? Ја досега не видов обврска за фирмата Бехтел и Енка. Не видов пенали ако не извршат. Мене ово ми е, да ви кажам, нонсенс. Како правник ја вакво нешто сум згрозен и секако дека го нема мојот глас и јас сум против вакво нешто и еве со моите јавни настапи апелирам македонската јавност да се организира, да не го и на еден примерен начин да ја објасни на оваа власт, бидејќи знаете како постои експертска јавност, постои стручна јавност, постои научна јавност, постои образовна јавност, но и постои граѓанска општа јавност. Сите заеднички да се обединеме и да го спречиме овој срам, од кој ќе имаме многу големи финансиски последици и штети. Очигледно е во изминативе неколку недели темата поврзана со коридорите 8 и 10D, пред се скандалозниот таен договор и пак тој главниот актер во тој процес, вице-премиерот Артан Груби, го навлече гневот на јавноста и експертите. Која е причината што на Груби му се даде ваква досега невидена моќ? Испаѓа дека човекот е експерт во се. И дали фали уште официјално да го прогласат, односно да го именуваат и него за премиер? Мислам, и се понесе како премиер Бети. Иначе причината е хибридната држава и заробената држава. Ја дори би рекол културата на мафијата. Многу добро е избран тој. Тој е уличен фајтер, уличен тепач, да ве подстам како се појави на македонската сцена. Дори мислам и не е случаен, тој е припреман за вакви работи и еве сега добива главна улога. Ви се мола. Тој го води, мислам, Министерството за политички систем. Што има Министерство за политички систем со една ваква најголема инвестиција? Каде е тука министерот за транспорт и врски? Каде се тука наши институти? Сите наши институти што се бават со недвижности. Зошто не се вклучени
експертски групи од домашен состав кои ќе прават мониторинг на мониторингот, јас би рекол. Току го избрале групи, а групи е поврзан, ја отворено кажам тоа без да се плашам, со градежната мафија, ама овој пат меѓународна мафија, и тој треба да види извршителот на трансферот на пари од Македонија во меѓународните токови, а тоа е оваа фирма Бехтелиенка. Така да, овој човек, мислам, ќе биде прв кандидат и прв кој ќе влезе откако ќе падне власта во шутка, и мислам дека судските процеси против него ќе бидат издржани од причина што нанесува веќе голема штета финансиска на Република Македонија. Во изминативе 2-3 дена честопати беше споменуван и министерот за надворешни работи Бујар Османи, но за сосема други теми. Тој во вторникот беше и на суд, само што не се појави, заради клевета, а по тужба од страна на Македонското меѓународно движење за човекови права од Канада, кое го финансираше отворањето на македонскиот клуб Никола Вапцаров во Благоевград. Османи минатата година, само за гледачите и слушателите да ги подсетиме, дека за бугарската БТВ изјави дека треба да се провери кој стои зад отворањето на македонскиот клуб Никола Вапцаров во Благоевград и да се види дали навистина има добронамерност или е дел од туѓа агенда. Дали со ова изјава Османи го прогласи Сдруженијето за антидржавен елемент? Како ќе ја прокоментирате ова негова изјава за бугарската телевизија, но секако сакаме да слушнеме и ваш коментар поврзан со соопштението од неговиот кабинет дека, цитирам, тужбата е целосно неоснована. Министерот никогаш не дал изјава што може да се смета за навреда или клевета која предизвикува штета. Целта очигледна не е правна разврска, туку јавна дискредитација. Веруваме дека во објективна постапка судот ќе ги увиди фактите и соодветно ќе ја отвори тужбата како неоснована, завршен цитат. Видите, ова се лаги, ова се невистини. Ја понекој случајно сум запознаен кој помагаше за клубот во Благоевград, а тоа најдобро изворно може да ви го каже и господинот Николски, бидејќи тој учествуваше во врската диаспора, најконкретно Канада, па дури мислам нешто имаше и од Австралија и од Америка, и отворањето на клубот. А Бил Николов, мојот драг пријател, и неговото здружение не се финансира, ова морам да ви го кажам. Тие дадоа поддршка и морална и секаква, но финансиери се наши бизнисмени од диаспората. Затоа има дадено клубот и неколку признаници, во рака ги држе во Благоевград кога го отваравме клубот. Значи, прво, министерот зборува невистина за Бил Николов и за неговото меѓународно друштво, поточно здружение. Со самото тоа изнесување на невистини, он му нанесува, прави неколку кривични дела, една е навреда, а може да се размислува и за други, изнесување невистините, информации, така натаму и така натаму. Значи, Бил Николов сосема основано ја поднесува тужба од причина што нему му е нарушен угледот, не кажани се невистини во поглед на него и на неговото друштво. Сега, стварно е многу интересно ова што го прашувате, дали он со овој поточно министерот Османи, на кога не сакам името да му го спомнам, со ова сака да каже дека нешто се има недозволено и така натаму. Апсолутно се е дозволено. Апсолутно се беше законски изведено. Дури бугарите, да речем, направија превид, устарија не е превид, за прв пат беа коректни и го регистрираа друштвото, па потоа клубот го дерегистрираа. Значи, клубот си беше регистриран во Благоевград, клубот се отвори на многу симпатичен убав начин. Јас сум современик и соучесник во тоа отварање, бев присутен и се беше како што треба, само оној фашистот бугарски тамо со тие неговите фашистички оти што се обидуваат со нас да направат немили настани за да го искористат тоа, ама не им успеа и тоа. Во тој дел бугарската полиција беше доста ревностна и го заштити нашиот и телесен и секаков интегритет. Значи, Османи едноставно е изгубен во свемирот и не знае што зборува. Ова сообштение што го дава не соодветствува на вистината, бидејќи тој точно е. Прво,
го негираше основањето на клубот, второ каже дека тоа не е во интересите на Република Македонија и добрососедските односи, трето го нападна неосновано и изнесена вистина за Бил Николов и за неговото меѓународно движење. Тужбата е многу основана, иако ние имаме правен систем, поточно правосуден систем, најточно судски систем, со сите вредности, ова тужба Бил Николов треба да ја добие. Но да оставиме на времето да видиме дали судот ќе се избрука или пак ќе поведе вистинска судска постапка и правдата ќе дојде на виделина. Едноставно се работи за сатисфакција која мора да ја добие Бил Николов и неговото меѓународно здружение. Тој господин Бујар Османи за време на великденските празници, представувајќи ја Македонија на меѓународно ниво, наместо само македонскиот јазик, го користеше и албанскиот. Како гледате на тоа што Османи го користи албанскиот јазик кога се работи за представување на Македонија на меѓународно ниво, се работи за време средбата со неговиот шпански колега Хосе Мануел Албарес? Па видите, да, Албарес. Видите, бе да ви кажам, очигледно овој човек мисли дека живее во Тирана или во Приштина. Ама мораме да му кажеме ние освестените луѓе, ние македонците, дека ова е Македонија. Дека државотворен народ и народ во мнозинство се македонците и дека според уставот и законите, кога е во прашање меѓународно представување на Македонија, се користи државниот јазик, званичниот јазик, а тоа е македонски јазик. Тој се оглушува на ова, тој користи некои одредби од законот за јазици, кој е во спротивност со уставот. Да не држам денес предавање прашањето за јазикот после рамковниот договор и ставањето на амандманите во уставот е решен на 4 нивоа. Но ни случајно не, значи кој станал за локална самоуправа, па учества во институциите и така натаму, имаат право деловите, тоа од народите, а фактички тоа се меѓународно малцинствата, кај нас се е малку наопаку поставено, кои се над 20% да зборуваат на својот јазик. Но никаде не пишува дека на меѓународен план тоа е дозволено, туку напротив, многу јасно, концизно и конкретно е наведено дека се зборува дипломатите и политичарите на меѓународен план, во меѓународен односи го користат македонскиот јазик. Ова е казниво и за ова се дава оставка. А знаете кој? Оставка даваат луѓето што имаат морал, луѓето што имаат етика, луѓето што знаат што е чист образ и луѓето што имаат чувство за одговорност. Овој господин, ако воопшто можам да речем дека е господин, нема такво чувство, нема таков вредносен систем и еве си прави како што сака, ама тоа е затоа што ние немаме пример. Точно е, ние имаме насаден пример кој дозволува пред него да премиеруваат Груби и Османи. И еве ова не се случува. Министерството за правда ја објави листата на експерти кои ќе бидат дел од работните групи кои ќе работаат за уставните измени со цел вметнување на бугарите во преамбулата. На списокот од 10 експерти се најдува следниве професори по уставно право: Сали Мурати, Маргарита Цаца Николовска, Бајрам Положани, Бранко Неумовски, Јетон Шасивари, Ана Чупевска, Елена Михајлова Стратилати, Беса Арифи, Јагода Митревска, Марија Пандевска. Како гледате на овие експерти, меѓу кои нема ниту еден експерт предложен од опозицијата? Зошто ги нема звучните имиња кои ги најавуваше владата? Кој е мотивот според вас што овие десетмина прифатиле да одат спротивно од волјата на мнозинскиот македонски народ, барем во ова време невреме, во кое под притисок и уцена од странска држава се бара промена на македонскиот устав? Дали за возврат на тоа Македонија ќе добие нешто или само ќе помогнат да дозацврстат под одредената положба на Македонија? Ова е многу интересно прашање, Јон. И вака сега, многу педантно го си ги набројал господата. Ја едно да ви кажам. Минатата година отидов во пензија после пракса 40 години право. Значи, дипломиран правник со правосуден испит. Мојата специјалност беше кривичното право. Значи, ја можам да кажам за мене, кога
кога некој ме бара дека можам за кривично право експертски да се изразувам. Јас за себе, иако сум правник, не можам да кажам дека сум експерт по уставно право. Ама и покрај тоа што многу добро го знам и уставното право, и уставот, и уставните закони и сите. Но за да се кажеш ти експерт по уставно право, ти треба за себе да имаш голема експертиза, голема пракса, да имаш трудови домашни и меѓународни. Ја едно да ви кажам. Ја нема да си дозволам да ја навредувам оваа екипа, ама вака ќе ви кажам. Да вие правите уставни измени во државата, да го немате еден Шкарич, да ја немате една Силјановска, да ја немате Кракамишева. Тоа значи вие сакате нешто да протнете меѓу редови и најконкретно да кажам нешто неуставно. Со сет респект, да ви кажам, Маргарита Цаца Николовска никад не работела со устав. Лично се познавам со неја. Таа беше меѓународен судија, пред тоа беше цивилен судија, мислам меѓународен судија во судот во Страсбург, цивилен судија кај нас, никад со уставна материја не се бавела. Ај сега да не ги спомнувам и другите, мислам, не е у реду. Не е у реду, ама ова се анонимци, со исклучок на Маргарита Цаца Николовски и Бранко Наумовски, кој беше како беше тоа, правобранител, нешто, мислам, беше пред тоа правосудство, па на крај заврши Уставен суд. И Маргарита Цаца Николовски, овие другите, Ана Чупа, ја ги имам чујна, ама јавноста не ги познава. Беса Арифи, кога на телевизија се дискутираваме и се кажуваше голем кривичар. Сега Беса Арифи од еднаш и голем уставен експерт. Не ми е познато дека е голем уставен експерт, ама пазете, таа во сите реформи до сега, а веднаш да ви кажам, сите реформи до сега се неуспешни. Па рачунете какви експерти ни подметнуваат и да видам искрен, тешката коница од експертите од уставната област приметија дека ќе бидат искористени и овој пат не дозволија да бидат вметнати во едни вакви дворски игри, каде што на искристен начин ќе се менува уставот и ќе се менува преамбулата. А има правила за тие измени и тие, мислам, им одбија едни, а други не сакаат да разговарат. Еве, мојот став е ова. Овие 10 што прифатиле, очигледно се луѓе кои ги љубат парите, како беше сребролюбци, и сакат нешто да заработат, ќе направат некоја чудна експертиза, ама пазите, нема консензус. А што нема консензус, џабе вие, бидејќи има 3 фази на таа уставна постапка, тоа е регулирано од член 129 до 131, најконкретно во член 131 во уставот, и што и да сработат они не може да отворат постапката за отпочнување, како што вели таму, одлука за пристапување кон измена на уставот. Така да не гледам благонаклоно, ова ќе биде пародија од уставни измени. Ова на крај што ме прашува дали Македонија ќе добие нешто за возраст, не знам да ти кажам, никад не добила Македонија, секој пат е земано на Македонија, дали име, дали знаме и така натаму, како и да е овие, јас сум длабоко убеден овој пат дека нема да има подметнување и овие уставни измени нема ни да отпочнат, а камоли да се случи. Господине Костов, не само македонската јавност, само ово што слушаме, гледам и куќето се нервира кога ќе слуша кој се е во таа работна група. Види, ја дома чувам 2 ретривера, мајки и керка, прекрасни ја не ги никаме кучиња, прекрасни деца, и се вознемирија, ни звонија и не влезе пуката и така. Ќе ви ги покажам некој пат да му видео и на слика, тоа се прекрасни. Прекрасни се. А имаш право, се вознемирија, да ви кажам. Ме насмеја Јон, браво. Браво. Така, покрај овие експерти во работните групи учествуваат и предложените лица од владеачкото мнозинство. Какви се тие работни групи кои сами со себе ќе дебатираат? Има ли смисла да заседаваат и со која динамика ќе се одвива процесот? Како гледате на барањето на Бугарија да учествува во процесот на уставните измени во Македонија? Ќе успеат ли бугарите да ја наметнат нивната теза да бидат внесени како македонски бугари и ако до тоа не дај Боже дојде, со какви последици ќе се соочи Македонија и македонскиот народ во годините кои следат?
Вако може би од крајот ќе почнем. Нема да успеат овој бугарите во својата намера. Тие нема на ваков начин да влезат во уставот. Нешто сум прилично убеден у тоа. Какви последици? Ја не гледам зашто ние би имале последици за ова, кога едноставно кај народот, пазите, кај народот, кој ја создаде оваа држава 91 година преку референдум, нема расположба за менување на уставот на ваков начин. Кај експертската јавност нема расположба, кај опозицијата од првиот до последниот нема расположба. Каде е тука консензусот? Видете да ви кажам, треба да биде променета според нивните сваќања преамбулата и некои членови тамо каде што е онај меѓу советот, каде што спомнуваат, ја ви рекол, мацинствата според вистинската правничка номенклатура на меѓународното право. За такво нешто да ви кажам е потребно двотретинско мнозинство, за такво нешто е потребно Базентерово мнозинство, за такво нешто е потребно во 3 фази. Најпрви, еве вака, значи накратко ќе ви кажам, одлука за пристапување кон измена на уставот. Таа се носи со 2 третини. Не постојат 2 третини. Потоа одлука за измена на уставот донесува собранието, прво се става на јавна расправа, се донесе ова, се става одлуката со инкорпорираните амандмани на јавна расправа и од кога ќе помине јавната расправа, собранието донесува одлука за промена на уставот. Сега, измените ги прогласува собранието, ама последниот став од членот 137 на уставот вели дека кога се работи за преамбулата, а во случајот се работи за преамбулата, и кога се работи конкретно, сега не ги знам на памет членовите, ама тоа е членовите кои им дават или се работи за локална самоуправа, или се работи за деловите од народот, како што вели во преамбулата, кои живеат во Македонија, а ги знаеме тоа се албанци, турци, роми, срби, власи и така натаму. Потребно е и двотретинско мнозинство на гласови до скупниот број претеници, кој мора да се да има мнозинство од тоа мнозинство. Значи дупло мнозинство. Да не се лажеме, ваква расположба нема, а единствен кривец за ова е власта. И сега да ме вратам година дена наназад, кога премиерот Ковачевски прифати, без да се консултира со опозицијата, без да прифати лидерска средба со Мицкоски, да се обиде да се ги призлива ставовите и заеднички пред Макрон да ветат. Тогаш не му требаше Мицкоски, тогаш не му требаше опозицијата, тогаш не му требаше лидерска средба, прифати нешто што не може сега да го реализира. Сега крива е опозицијата и опозицијата била антиевропска, а не ни случајно. Опозицијата прво си е македонска, си води грижа за националните и државните интереси, а потоа ќе видиме дали ќе исполнуваме мужички желби на бугарите и на бюрократите од Брисел. Мојот став по ова прашање тоа е. Евроамбасадорот Дейвид Гир на состанокот на совладата пред некој ден рече дека Европската унија воопшто не е задоволна од нивото на имплементацијата на дадените препораки во однос на сузбивањето на корупцијата и истата останува на разочарувачко ниво. Што значи еден ваков вокабулар на висок представник на Европската унија? Требаше ли да дојде некој однадвор, како него, па да ни каже она што целата македонска јавност го знае? И како гледате на изјавата на вице-премиерката за добро владење, господја Славица Грковска, дека било крајно време институциите да ги почитуваат препораките од извештајот и дека ќе останела и понатака строга, се додека институциите не си ја исполниле задачата, кога и таа самата доаѓа од институцијата, која не го почитува и не го спроведува извештајот. Дали овие изјави се многу блиски до изреката Мижи Асан да ти бајам? Браво, Јон, ама баш не се блиски, туку се Мижи Асан да ти бајам. Види, Јон, ние живееме со ова ненародна власт, живееме време на аномични состојби и времиња, значи. Ова ти е на еден начин демократија без народ. Кога власта има клиентелистичка политичка структура, а и македонскиот дел и албанскиот, кога власта има хибридна политичка структура, знаеме добро што значи тоа, кога власта направи од нашата држава хибридна држава и заробена држава, значи имаме институции, ама работат во интересите на мафијата, на коруптивните елементи од бизнис секторот, или пак е заробена држава, овие коруптивни елементи
ја водат главниот збор преку коруптивните политичари, тогаш што очекуваме? Нема напредок во препораките од причина што едноставно тоа што они мислат дека луѓето што треба да го спроведат, они не знаат дека луѓето се тој канцер, а мислам на политичарите од власта. Они очекуваат од нив да спроведат препораки за да се сузбие корупцијата, а они се корупцијата. Они се канцерот. Еве како да ви кажам, имаме нешто што се вика кронизам, имаме нешто што се вика непотизам. Ајде се непотизам е кога народ не ни даваш пари од државен буџет, не уред, ете ти го премиерот, ете ја жена му, сетете се како тој кажуваше дека нема врска, тој не бил на таа седница, помало дете се однесуваше, кој се донела таа одлука. А не е во прашање дали бил на седница или не. Не може додека и тој премиер, жена му фирмата да добива буџетски средства, дали се донации, дали се кредити, не е битно и под какви услови. Тоа ти е чист непотизам. А имаме кронизам кога неговото кумче од Коче, никој јас многу добро го знам, кој беше функционер во СДСМ, сега е негов компањон и кум, добива средства и премиерот пак се правда дека тоа не било ништо. Како неговиот најблизок соработник добива средства од државата, а не може да добие некој сосема добро позициониран бизнисмен. Еве ти ги тие работи. Кронизмот и непотизмот кај нас така ја направија соста корупцијата што никакви препораки не може да поминат од причина што луѓето што треба да ги спроведат препораките се коруптивните алки кои ја прават корупцијата. Значи, Кир може да зборува што сака, ама кај нас борба против корупцијата од страна на власта нема. Тук таму имаме од некое невладино здружение, имаме опоменување и борба од опозиционите партии, од граѓаните кои секојдневно кукаат и кажуваат преод корупција, но никој не ја гони и тука негде завршува работата. Сега за ова господјата Славица Трипоска ја и немам некој лошо мислење да ви кажам. А знаете како? Она мене ми стоја англиска кралица на министерството во кое е поставена и е член на власта и никој не ја слуша незе. Она има прекрасна функција, ама незе никој не ја слуша. Очигледно Османи Груби премиерот играат мајтап со незе. Ја да ви кажам, што мила ја прилика да бидам нудени државни функции, не сум ги прифатил да ги не сум да се бавам со политика, ама еве да предпоставиме дека сакам да се бавам со политика, кога ќе осетам дека некој формално ме поставува, а од мене да прави палјачо или англиска кралица, а јас веднаш утредента ќе поднесам оставка. И зошто ова господја не поднесува оставка и малку да размер да јавноста не ми е јасно, иако, верувајте, не гледам толку лошо, дори гледам благонаклоно, она ми е единствен глас во владата која нешто кажува дека имаме корупција, дека имаме несоодветно однесување на министрите и дека ги посочува некој потрошил бензин, некој користел кулане, законски така натаму. Ама треба и да имаме алатки и средства за да тоа го санкционираме. Тука и Славица Грековска и незиното министерство и сите останати кикснуваат. Така да и ова е голем срам и он ти што се волтава кога веќе да ова е жинја, аз сум да това. Господине Костов, како гледате на одлуката на судот да ја пушти Катица Јанева за време на продолжениот викенд за Великден да биде дома во Гевгелија заедно со семејството, а Гордана Јанкуловска да остане во затворските кели во Идризово? Има ли дискриминација во овој случај? Беди, немој Катица Јанева ми е голема љубимица, мене немојте. Што да ви кажам, бети? Дента кога избора, ја уште утврдента кога ја видов што прозбори, како не знае да зборува како обвинител, прв на телевизија и после 2 дена напишав колумна и кажав која е Катица Јанева, зашто ќе биде употребена и што ќе ми се случи. Да пидам, искам, не верував дека ќе отиде толку брзо во затвор поради барање парички, што се вика мито и корупција, ама знае дека ќе ја утне работата, веќе тоа е карикатура од јавен обвинител, ама камо ли специјален. Сега, бидејќи таа е на еден начин казната од власта, очигледно не ги се решила, ама на друг начин власта се ја милува незе, jer се ја пушта на викенди се ја пушта, а од друга страна имаме мајка на мало дете која исто така одржува затвор, а не ја пушта. Тоа е
една чудна негативна селекција, тоа е еден врвен дискриминаторски однос, поготово кон жените, а не рецелиме така родова еднакост, така натаму, нема врска. Значи, за едните ова власт се мајка и тоа грижлива мајка, тоа е Катица Јанева, а за другите се мајки, а дури и полоша од мајки, а не гледат уопште, ако барем не водат грижа за големина куска, не водат грижа за тоа мало дете, кое долго време рецимо не може да се види мајката или така натаму. Така да сосема сте во право, ова е дискриминација и треба да го осудиме овој чин. А имам чуено дека Катица Јанева многу често и јавноста и кога не знае, таа си заминува дома, ама кога ќе се смени власта, ќе видиме кој тој било возможно. Ова ненародна власт се продолжува по народната кучињата лаат, ама караванот си врви. И покрај блокадата на предлог законите и покрај тоа што се уште не се знае проектот, но и без експроприација на земјиштето, владата најави дека од денес, според подпишаниот договор Бехтел-Јенка, ќе започне соградба на коридорите 8 и 10Д. Како гледате на ова невидено чудо, кое само оваа влада може да го измисли и тоа без да ја извести македонската јавност? Дали од овие најави на владата можеме да прочитаме меѓу редови дека под притисок на јавноста направено, веројатно имаат уште некој скриен амандман со цел да се покрие плаќањето на пенали за ненавремено започнување, а сепак на компаниите тоа ќе им биде исплатено под плаштата на други околности. И дали мислите дека коридорите ќе бидат завршени навреме, како што се предвидувало во договорот, а тоа е за некаде 5 години, или пак поблиски сме до уште едно пропаднато и неостварено ветување од страна на оваа власт, а на штета на македонските даночни обврзници преку плаќање на пенали од страна на македонскиот буџет, а потоа виновникот за тоа најверојатно ќе пробаат да го бараат во ВМРО ДПМН и тоа во текот на кампањата за предвремените или редовните избори. И како гледате на тоа што овој договор кој се потпиша пред еден месец веќе се најави, како што рековме дека ќе започне денес, а оние пак договори кои се склучени за време на владењето на ВМРО ДПМН за некои стратешки проекти и кои тогашната власт на ВМРО ДПМН ги започна, но не ги дозаврши бидејќи СДСМ дојде на власт и ги прекина, сега ги остави недозавршени? Точно е дека во вакви случаи вообичаено кучиња за лад карано вре, ама ќе видите овој договор, случајот со овој договор ќе биде пресвртница. Во игра се големи пари и во игра се уште поголеми штети, како финансиски, така и морални, така и штети на рейтингот на Македонија како сериозна држава и така натаму. Значи, ова работа едноставно нема да помине, ќе видите. Ова работа едноставно треба да биде спречена како прво, а потоа и санкционирана. Ама видите, ние очигледно си имаме работа со забегани елити. Тоа се одродени елити и од народот, и од граѓаните што ги избрале и им довериле да ја водат власта, да управуваат со државата, но тие се одродени и забегани и од вистинската политика. Работа имам само дека се работи за демократија без народ. Значи, ова власт не знае што е демократија, од причина што тоа е клуб на забегани политичари, притоа се коруптивни, прават сделки на штета на државата, а ваму не убедуваат дека се најдемократската, најтранспарентната власт. Едноставно тоа веќе не им поминува и сега видите, многу јасно, тие ќе вперуваат прстот кон ВМРО ДПМН, ама да не забораваме, ВМРО ДПМН 6 години со прст нема чашнато, ниту едно денарче од државната каса. Значи, ќе се направи еден пресек кога они сега ќе ја изгубат власта, ќе видиме за 6 години колку сме задолжени, колку е тоа издржано, колку не е издржано. Значи, тоа веќе отиде кај 8 милиарди, да ви кажам. Задолжени се за овие 6 години, колку што сите претходни влади досега пред да почне заедно да практикува власт, не задолжија. Ето, тука нешто не е во ред. Еве го гледам и Ковачевски и со поголемо темпо не задолжува од владата на Заев. Значи, Ковачевски води политика и практикува власт без пари, без да создават
а нели умешноста е треба буџетот да го полниш од една страна, а од друга страна да го празниш, ама за спроведување на политики одобрени од народот на избори, кога те гласал, и во интерес на создавање на една благопријатна социјална, економска, политичка и секаква атмосфера во државата. Ништо од тоа не биде. Што се днес разуме другите договори, што стојува да биде мислам таква каква што е, очигледно тие ќе продолжат кога опозицијата ќе си ја врати власта или поточно народот ќе ја врати власта, ќе ја врати на власт и таа ќе ги доврши бидејќи сегашната опозиција, поранешната власт, знаевме ако нешто ја биваше, тоа беше во економската сфера. Да создаде додадена вредност, да изгради зграда, да направи пат, да отвори кујна, едноставно да прими луѓе, да намали невработеност, да привлече инвестиции странски, да создаде овие зони технички и така натаму. Ништо од ова не го прави ова власт. Така да имате право дека се уште кај нас важи тоа кучиња за лада, макар да вдови, ама овој пат сети ќе мислам дека карваните ќе бидат стопирани, карваните ќе ги водат овие одродени политички елити, овие криминогени фактори во политиката на Македонија и време, како она српската како беше дошло е време чорке. Мислам дека ги луѓе од ова власт ќе ги гледаме во следните години по затворите, ама овој пат оправдано ќе биде тоа да ви кажам. Бидејќи тие се со тешка тие самите се тешка клиентелистичка политичка структура која работи само во свој интерес и во интерес на меѓународни субјекти, ама кој е поврзана. Кога ќе гребнеме малку повеќе кај Бехтеленка, ќе видите дека во позадина е албанската мафија, а домашен представник е Груби, а кој е во Бехтеленка не ми е познат. Ке видите, времето ќе ме потврди. Така. Го начнавте моето наредно прашање. Дали владата на Ковачевски или можеби ќе биде поточно ако речам владата на Артан Груби, ова што го прави поврзано со проектот за коридорите 8 и 10D, го прави од незнаење или пак намерно го менаџира на начин како што го менаџира? Како ќе го прокоментирате она што владата ги тера пратениците да гласаат документ кој го немаат видено, ниту пак им е дадена можност да го прочитаат? Како гледате, односно колку е во право лидерот на ВМРО ДПМН кога вели дека нема да има шанса договорот за коридорите 8 и 10 да остане надвор од некакви судски разврски, кога ќе дојде време за тоа? Ќе се случи ли тоа да се најдат на обвинителна клупа сите оние од парламентарното мнозинство на чело со владата на Ковачевски кои го бранат овој договор? Ја лично мислам дека тука се работи за еден микс. Он го прават и од незнаење, ама и го прават свесно да големи пари спонат во своите джепови, кога ќе бидат срушени, а многу скоро ќе бидат срушени на власт. Така да тој микс мене ми се врти во главата и она што го гледам, а се уште ме служи видот, она што го слушам, а се уште не служи слухот, и она што рациото може да ми промисли што ни се случува, мислам дека е резултат на тоа. И на незнаење, и на стручност, ами и на свешно правење штета на државата во полза на приватни джепови. Толку околу тоа работа. Сега, во право е господинот Мицкоски, во право е опозицијата кога вела дека ова работа нема туку така лесно да победи. Дека тие ќе преземат се, прво да спречат, а ако не се доволно успешни во целосно спречување, тогаш кога ќе дојдат на власт веднаш да ги прекинат овие токови на криминален одлив на финансиски средства во приватни, домашни и меѓународни џепови. Морам вака малку да сум остар, за да народот свати дека ова е невиден политички кребализам на луѓе што немат поима од политика, на луѓе што деструктивно ја спроведуваат власта, за кои имам само еден збор, а тоа се домашни меѓународни лопови. Професорот по уставно право Александар Спасеновски, кој е предложен од кабинетот на председателот Пендановски да биде дел од експертите кои ќе работаат на пишувањето на
амандманите за промена на уставот со цел да влезат и бугарите во преамбулата. Пред едно-два дена на една национална телевизија изјави дека требало да се размислува креативно и да се развила можноста за промена на македонскиот државен грб, за да се задоволеле очекувањата на конзервативниот дел на општеството кој се противел на францускиот предлог. Како гледате на овој пуштен балон? Кон каде ја тераа волата? Дали процесот за уставот е ист со процесот за промена на грбот? И дали Спасеновски е одбраниот да го пушти овој балон за да створи заблуда во јавноста, бидејќи тој беше поранешен пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН? Ова информација ја добивам од тебе сега, да бидам искрен. Мене ова не ми е познато, а немам причини да не ти верувам дека е ова изјавено и јас сум фрапиран, да бидам искрен. Јас ова момче го познавам и го познавам многу добро и сум изненаден што си дозволил да даде ваква изјава и да биде на ваков многу срамен начин употребен. Многу си го право кога веруваш дека овие се два различни процеса и не можеме да ги мешаме. Ама јас тука гледам нешто друго. Тука како некој да опипува, ако во мене ради бугарите и останатите уставот, ајде да видиме сега нешто и со грбот, ама чекајте, ама ако го па грбот го ставиме, ајде да видиме да нема 20% да има имења, па ајде и втор државен творен народ, а ако има втор државен творен народ, бугарите ќе бидат третиот државен творен народ. Така да јас сум изненаден и инаку имам добро мислење за овој дечко, и као експерт и као млад политичар, и сум непријатно изненаден, но неговата изјава веројатно ќе треба да се малку преиспита и или да ја повлече, што е најдобро, или пак да ни ја објасни. Не гледам ја тука атмосфера, прво нема атмосфера за промена на устав. А што нема атмосфера за промена на устав, значи не може да се менува и грбот, од причина што нема едноставно консензус, нема позитивна атмосфера во народот, се друго преокупиран, народот е преокупиран да се го спаси идентитетот, културата и историјата. А ако сакате и образованието, ни чепкате и во образованието. И сега одеднаш за грбот. Грбот не помина 20 години и повеќе, а сега. Така да, стварно непријатно сум изненаден, а не го поддржувам ваков начин на мешање баби и жаби, би рекол, и едноставно сум против една ваква некоректна уставна пракса која некој заговара, ако воопшто заговара. Под притисок на опозиционата ВМРО-ДПМН, владата попушти и одлучи договорот да им го даде на увид на пратениците кои имаат безбедносни сертификати. Но колку е тоа корисно и колку ќе биде од полза на пратениците кои треба да гласаат, бидејќи поголем дел од нив членуваат во комисиите за безбедност, разузнавање и НАТО соработка и не смеат да споделуваат информации од она што ќе го видат во договорот, предлог законските измени ги засегаат комисиите за труд и социјала, култура, земјоделие и урбанизам. Ова е некој фрлање прашина во очи, мене ми личи. Многу добро си простудирала што значи во вети. Едноставно е залажување и на пратениците, ако сакате, и на јавноста домашна. Поточно на сите граѓани. Овој договор предизвика толку голем интерес. Овој договор размрда толку многу структури. Овој договор очигледно мора да биде презентирана на јавноста, да видам искра. Сега малку хипотетички ќе говорам. Да сум ја некој пратеник, да го имам тој сертификат, мене оној момент кој ќе ми биде даден овој договор, јас ќе го објавам, ама само со намера да информирам јавноста и ако треба следната минута нека ме притворат и нека ме носат во затвор. Ама ќе кажам ова го објавувам само народот да види каква штета му се прави на нему, на државата и на сите наши национални државни интереси. Многу се оправа кога видите една група пратеници ќе го видат и тие со некои си интерни правила за разузнавање, контраразузнавање, државни интереси, ваква таква, ќе бидат спречени да го објават тоа. Ништо не добиваме со тоа. Едноставно, јавноста мора да знае дали договорот е исправен или договорот е штетен. Енде, тука работата завршува.
Како гледате на вчерашната изјава на Маргарита Цаца Николовска за една национална телевизија дека учеството на опозицијата во работната група е хендикеп, но истовремено велејќи дека треба да се има во предвид дека таа, мислејќи на опозицијата, сама одбила да биде дел од работната група. Николовска изјави дека за неја одбивањето не било прифатливо, а незиното правдување таа да биде дел од експертската група го поврза со незиното искуство кое ќе го искористила за да помогне во изнаоѓање на решение. На прашањето дали била свесна дека влегува во неформално тело во кое не учествуваат еминентни професори по уставно право, Николовска наместо да даде одговор, рече дека на тие еминентни професори им било понудено, но не знае зошто одбиле. При тоа потврдувајќи дека приоритет ќе било внесувањето на бугарите во уставот. И он не става журнализирана ситуација. Јас лично познавам Маргарита Цаца Николовска, ама ке каде и обично жените ги почитувам, јас сум джентлмен, без разлика која каде припаѓа политички заменици. А ова нема врска со джентлменство, господине Костов. Не знаеш што ќе кажам, не знаеш што ќе кажам. Так. Ама не можем да не кажам, ќе дрскам ако не кажам. Ова господја преска кажа, не е експерт по уставно право. И за мене тука завршува приказката. А дека не е експерт за уставно право, ќе те молам, ова не сакам да испадне фарање, топ тема од пред 6-7 години ќе најдете дуел меѓу Маргарита Цаца Николовска и Соти Костов, ќе видите, простете ме, не знаеш каква лекција сум им одржал за уставот, прво не признаваш дека сум нямал право, од джеб го изведев и го цитирав уставот. И таа остана забезекната. Значи, господјата не е познаваш на уставната материја тврда. Она е цивилист, она работеше на цивилна материја во Страсбург и е таков експерт и Пекик тоа го признава. За да ти менуваш устав во завренена атмосфера, ти мораш да ги имаш главните експерти. Луѓе, тоа треба да знаме дека само експерти може да не извадат од оваа каша. А каде е само Климовски? Луѓе, најголем познаваш на уставната материја. Сите овие што ги кажеме му беа ученици нему, му беа студенти. Каде е Шкарич? Каде е господица Сирановска, која е се уште активна и е една од најдобрите експерти по уставно право. Тука спаѓа и Караканишева. Значи, за мене приказката дека експерти ќе расправаат за уставните промени е пропадната приказна. Тоа се луѓе кои сега навлегле во уставната материја, кои до вчера биле демонстранти и асистенти, можеби сега се помлади или дописни професори, со такви професори ние не можеме да менуваме устав по едно трауматско прашање за нас, по едно болно прашање за нас. Мора врвните, главните експерти да ни кажат што значи таа измена. Дали е во ред, дали не е во ред. Ако е во ред, како да се направи безболно, ако не е во ред, како да се оправдаме пред другите, а не вака со луѓе кои не знаат што е уставна експертиза, да ни го прават уставот, прости ми Боже, швајцарско сирење. По желба на бугари и, како што рекол преска, бюрократи од Брисел. Толку по ова прашање, верувај ми, многу се љутам кога некој, она може да кажува што сака, одбиле, не одбиле, опозицијата е во право. Не смее да прифати да влезе во спиралата промена на уставот, бидејќи најголема штета ќе нанесе на Македонија. Сега за сега опозицијата свесно се однесува, сега за сега храбро се однесува и ја поддржувам. Так. Како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски, кој при обраќањето на академската дипломатија во Виена упати апел до Европската Унија да не дозволи нови пречки за влез на, како што рече тој, на нашата држава? Па 100 пати му кажа, сега ќе биде малку љут и остар, 100 пати му кажа дека никој не му дава гаранција. 100 пати му кажа. И затоа тој треба да е премиер на Македонија, а не премиер на интересите на Бугарија и на Брисел. 100 пати му кажа, а никој нема да му даде гаранција. Дури на опозицијата и кажа. Па кога нема ваква гаранција, не дава да ми се чачка во уставот, не дава да ми се чачка во уставниот систем, во законскиот систем, во правниот систем, во политичкиот систем, сема која не се согласува. Мислам на народот, на државата, на сите. И сега што да ви кажам друго? Он во некоја своја тавтологија, он се ќе моли, ќе коленичи, ќе прави, ама му кажа, не може да му гарантира едно ради таква е Европската Унија,
да не речам никаква. Второ, ради непредвидливата Бугарија. Бугарија луѓе се однесува како држава од 19 век. Таа се уште е конската опашка, што го имаше порано како заштитен знак на нејзиното знаме. Тие едноставно сакат да си ја покупат Македонија, бидејќи си ја рачунат дел од Бугарија. Завршено е за нив, ама и за нас е завршено, тоа нема да се случи. Господине Костов, како гледате на тоа што премиерот Димитар Ковачевски, иако покрај него има 16 министри и уште 4 вице-премиери, сепак воопшто не е информиран што му работаат неговите министерства? Многу често се случува на прашањата на новинари да даде информација за актуелни прашања поврзани со работата на министерствата, тој воопшто не е информиран. На кого му шефува Ковачевски? Дали тој ја игра улогата на домазет, бидејќи од она што можеме да го видиме, Артан Груби е поинформиран од што самиот Ковачевски? Ќе те насмеам, не е ни домазет. Домазет има слика, нема глас. Ова нема ни слика, ни глас, да кажам. Не, вака, ќе бидам покоректен сега. Преска употребив метафора англиска кралица, сега ќе употребам една метафора кукли Гранд Гиньол. Тоа е еден куклен театар во Франција од следниот век, каде што куклите се на сцена, ама горе над, позади завесата, човечка рака ги мрда. Не да ви кажам. Нашиот премиер е кукла Гранд Гиньол. Значи, него го раковади Брисел, него го раковади, ова морам да го кажам, бидејќи сум 100% сигурен, Али Ахмети, еден голем стратег, ама кој веќе е во тесно и полека му се нарушуваат плановите, огнените и не само огнените му прават големи бели и едноставно си го раководат тројката Али Ахмети од позадина, а на јавност на Османи и Груби си го раководат Ковачевски како сакат, затоа тоа е безгласно буква, затоа како што велиш тоа е домазет, ама и повеќе од домазет, и едноставно Груби е главниот играч за сите прљави, за сите валкани, за сите незаконски, за сите неуставни работи во власта. Ке им дојде крај. Пазите, на се му дошло крај, што не е добро, ке им дојде крај на овие луѓе кои не им мислат таму на Македонија. Напомнавте јавлената група, ние добивме информација дека во текот на неделава која што доаѓа, тие излегуваат од ДУИ како фракција и формираат своја политичка партија. Виде ви кажам, може би и каснат. Ги изигра еднаш два пати Али, ги изигра, ги амортизира малку и направи што направи. За мене, ако сака да бидат гласни, ако сака да бидат нов субјект и респектиран субјект на политичката сцена во делот на албанскиот кампус, треба да се одржат и да направат партија. А вака, не сме против Али, сме монолитни, а имаме демократија. Каква е таа демократија преку ноќ ги менува кој кого сака и поставува кој кого сака, каде сака. А тоа е паша систем, тоа е бек систем. Каква демократија? Нит се монолитни, ништо него, они се во право. Огнената група е во право. Они проценија први дека Артан Груби и бандитите негови се узурпираа прво во ДУИ со Амин на Али, а потоа во власта и во владата, и тие на еден начин сакат да го спречат. Пазите, тука збориме и за роднината, оној внукот на Али кој кажува како се работело во ДУИ. Значи, ајде на огнените да им веруваме. Мојот внукот, сестра или од брат, не сум сигурен, ама блиска роднина. А знаете што значи кај албанци или кога роднина ќе ти тигне рака? Таму значи вистински се случуваат некои ретроградни, деструктивни, незаконски, не знам какви се состојби. Така да, Али го достигна својот врв, ја него сум го истакнувал како голем стратег, ама онија промаши работата од моментот кога наместо премиерот, кога го праша како ќе продолжите, тој одговори како и досега. Ја одма напишав колумна. Почнува падот на Али Ахмети. И еве, поминаа 7-8 месеци од тогаш и јас сум сведок на тој пат. Кога ќе финиширам, не ми е јасно, но веројатно не избори. Господине Костов, имајќи предвид дека Македонија е секуларна држава,
Како ќе го прокоментирате носењето на благодатниот пламен од Ерусалим и тоа со државна делегација на чело со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и со министерката за култура Бисера Костадиновска, но и молкот на медиумите и критичната маса која е према нас тоа што се случи е скандалот невиден размер. Па видите ли кажам, тоа е мислење на државата во црквата. Убаво сте приметиле, тоа е срам за црквата. Тоа е срам за црквата. Ама видите, многу јасно кога во синодот имаме такви владици како што имаме. Ја ме напаѓаат кога ќе направам некоја подела. Ја таму го признавам Агатангел и младиот Григорий, оние другите ме брате, не сум сигурен дека работат интересите на македонскиот верник, на македонската христијанска православна вера. Толку едни се бават со бизнис, други се бават со друго, да не кажам и трети што прават некои срамни работи. Едноставно ни се случува политичар да ни донесе свето факел, огин од Ерусалим и да се фалат, пази, тоа прв пат во историјата било. Па си ја понижија црквата, го понижија владиката наш, Стефан и останатите. И мори и сите во хиерархијата на црквата. Нека оди политичка делегација. Пламенчето ќе ни го донесе владика или ополномоштен од владиката некој друг во нивната црковна хиерархија и ќе им го даде на верниците, а не политичарите преку верата да градат рейтинг, а уствари си го разградуваат и нанесува штета на црквата, ама преку нанесување на штета на црквата си нанесуваат себе штета. Така да, ја не ги знам како големи неверници, ама испаднаа поголеми, како беше она, поголем папа. Искористене. Така да срамно е тоа, ама не ми е криво да ви кажам за синодот, ето првот нашата црква не смеја да го дозвола. Господине Костов, дали со ова случајно, со молкот и со ова што го направија со носењето на благодатниот пламен, всушност ја отворија вратата за да се користи државниот авион и за нааджилак, кој ќе одат сега? Па може би. И повторно да молчат, да нема право да зборува никој. Да, може би да ти кажам, има тука нешто, знаеме дека има сребролюбци меѓу нашите врвни во црквата, владици, па не знам, верувај ми, ме тераш да размислувам, да, може. Сигурно некоја концесија ќе има и за владиците или за луѓето, или за бирократијата на нашата црква и така. Не знам колку приметивте, меѓутоа сакаме да пренесеме едно прашање кое што ни доаѓа од наши гледачи и слушатели од Бугарија. Прашуваат да го прашаме Костов дали утре ќе дојде во Мелник на споменикот на Јане Сантански, собирот на македонскиот народ во Бугарија. Ово прашање не можам, јас сум зафатен, спроведувам проект и до крајот на мај сите викенди сум зафатен. Уште пред месец и половина со господинот Николски разговаравме да организираме пак комбие како за Благоевград. Ја морав да откажам, бидејќи сум зафатен, во исто време не можам да бидам на две места. Ама господинот Николски организира, ќе имат присуство на интелектуалци и на македонци од Македонија на таа прослава. Ја морав допринос ќе го дадам вечер. После кога ќе завршам работава, ќе седнам и ќе напишам една прекрасна колумна за Јане Сандански, ќе објавам денови и тоа ќе биде мојот. А во друга прилика сега како сум бил таму и ќе одам пак, ама мој пат сум спречен. Убав повод. Господине Костов, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Нека ви биде убав викендов. Имајте си плодна, престојна сесија. Пријатно до слушање и скоро довидување. Благодарам Бети, благодарам Јон, поздрав за вас, поздрав за македонски корени, поздрав за сите македонци во Австралија и поздрав за Австралија. Поздрав, остануваме во контакт. Да сте ми живи и здрави.